Елена Бубало веќе на својата позиција, подготвена со моите колеги за следната тема. Висок старт. Морам јас да се вмешам на почетокот разговорот пред да преминете на убава тема. Елена, пред малку коментиравме едно ново истражување, подкрепено со научници и експерти за месо од питон, дека ќе влезе во комерцијална употреба некогаш во месарниците. Ајде од прва рака да видиме, ти си наш експерт кога станува за исхраната, што мислиш за ова? Мене ме прашаа колегите, реков би пробал некогаш. Да, чисто да видам. Особено за тоа што ете, нели се. Добро, само јас не би пробала овде. Јас ви кажав дека не пробам лав, кралот на животните за мене. Мислам, слушам све што истражувањето, го нямам прочитано, баш после би сакала да прочитам, а мислам дека немам проблем. Добре ни дојде во Македонија, да повелете. Добре ни дојде во новото студио, нова енергија и многу и со многу убава тема. Почесто да ни дојде. Се надевам. Многу убава тема. За прв пат се организира фитнес фестивал за деца. Кај нас во Скопје, енергија, забава, смеа, физичка активност, промовирање на здрав начин на живот, се она што треба од мали нозе да се втемели во здравите навики, во животни навики. Така е. Да, се одлучивме да направиме еден настан во Вероцентар. Ке биде, нели, не секогаш и сите можеме, немаме услови, немаме време, јас сум секогаш и за природа, да се излезе надвор, да се отиде, но нели, не можеме секого да го натираме да го направи тоа, не секој, како што кажав, може да има услови па и желби, тука не треба да судиме, па затоа се решивме овој пат тоа да биде во затворен простор. Јас и пишав на социјалните мрежи, во ред доколку имате вие работа да испазарите, остајте ги на нас, ние ќе бидеме огромен тим таму и тој час, 2-3, зависи колку, мислам, имаме ние слобода да трае и подолго, ние ќе ги анимираме, ќе ги забавуваме, ќе правиме игри, дури сакаме да направиме некоја мала едукација, можда сепак ќе бидат тоа деца до 10 годишна возраст, но никогаш не треба тоа да го гледаме дека мали се не разбираат, они како ги разбираат работите, се некоја трага и моц става од нашите зборови. Кај нив па не знаеме нели тоа во што може да се пренесе понатака. Добро, не се плашите дека тоа ќе бидат како џамли истурени по мазна површина вака, кога ќе тргнат тие деца сите, кој знае колку ќе бидат. Па да, мене ми е многу голем предизвик тоа. Јас не работам многу со деца, многу помалку впрочем работам, меѓутоа ние во двете сали што ги имаме во сега, на пример, направивме катчиња за деца каде што реално да се случува хаос и знаат и да ни направат и нели да истрчаат и да го пореметат на некој начин, да не речам часот, меѓутоа па тие ни се нашата иднина и са трпенијата кога немаме со нив, зарем со кого би го имале. Ние таму нема да правиме надпревар, дури на тоа се мислевме, меѓутоа тој аспект, па треба пријавување и слично. Сакаме да биде од отворен карактер и сакаме, јас од секогаш сум сакала децата кога ќе поминат и да видат некој настан, зашто јас светам дека малце и таква нација. Сме се плашиме, не учествуваме, се тргаме, се имам правено многу настани на отворено. Знаете дека 80% застанувале да гледаат, 20% сакале да се приклучат. А ти го правиш тоа, да полеп, знаеш тоа. Добро, се плашат од борба веројатно. Меѓутоа сакаме на децата. Например, јас нели има некако фестивал, па ходи приклучи се, види, па ако треба и заигра или објасниме што е, да се приклучиме и да ги поддржиме. Така и во овој случај, колку почесто ги правиме, сега може ќе се пријават помалку, може ќе се направат, може гужва ќе биде, мислам, ние сме свесни на крајот од денот ќе работиме со деца, меѓутоа таму ќе имаме голем тим, каде што сето тоа сметаме дека ќе успееме да го изменаџираме, ама на пример следен пат кога ќе дојде да им е познато што па овде има нешто настан, па тука нешто се случува, сакам јас тука да учествувам. Им правиме некоја природна средина за која што нема секогаш да се чудат што е ова, зошто е ова тука. Само извини, од стручен аспект, дали гледам сега тука во описот и пописот на активностите дека ќе има полигони и слично. Колку нашите деца на оваа возраст, овие генерации се научени на полигони, колку овие генерации се научени на физички вежби, колку овие генерации се активни сега, колку сето ова што вие сакате да го примените тука се применува во училиштата, бидејќи де факто, де јуре не, меѓутоа де факто се различни часовите по физичко воспитание и спорт сега, од времето кога ние бевме, кога се строевме во иста гардероба, кога ги изvedувавме истите вежби. Беше морално да се присуствува на часот. Точно, меѓутоа пред да го збориме, физичкото образование во училиштата следело нешто што се вика дома. Секако. Така, ние нешто до 6 години сме направиле дома и во градинки, моторичкиот развој денеска многу често е вака и после ние очекуваме кога ќе се дојде на 6 годишна возраст во училиште. Поврзано е тоа. Така, дека нели тука веќе станува многу тешко и сега тука е таа борба, колку тука ќе се вложиме во сето тоа, дали место математика
ќе имаме физичко. Знаете, на едно последно кажав дека јас сум растена дете, морам да кажам јавно, каде што музичко, ликовно и физичко беа подценети предмети. Тие се толку битни за раст и развој на едно дете, уметност, музика, колку тоа развива интелигенција, ама ние секогаш мислевме дека ако знае математика, дека тогаш најмногу ќе го биде, дека тоа е главен проблем. И така треба нели да ги менуваме малку работите. Сите се сложува се подеднакво значени, затоа и постојат во тој. Точно, зборам за подценетите, нели за кои што се јас од личното искуство го кажувам дека не било така и не ни биле важни ни оценките ни ништо, меѓутоа те како имаат огромна важност за понатамошен развој. Кога збориме за физичка активност, сега е во екот, се знае зошто, само тоа е заради компјутерите, заради телефоните, заради технологијата, деформациите, сето тоа доаѓа, претпоставувам се од едно исто и е голем проблем, затоа што сега еден претпоставувам, јас не работам во училиште, Андре ми е прво оделение, што уште го немам некој искуство, па било што да поделам, меѓутоа работиме со друга група на деца, каде што искрено ми е лесно, затоа што се тоа деца на родители кои што се физички активни, и нивните деца гледаат и прават и се движат и ги повторуваат движењата. И пак на тоа се враќаме, на што детето е изложено, така тоа дете, нели, собира, сунгер, прави и многу полесно ги повторува тие работи. Но факт е дека не е едноставно и дека свесна сум на каков тежок чекор се нафаќаме за некои работи, ама ние мора да веруваме, мора да секад мислам као поединци, дека можеме многу да свениме, дека не смееме да се откажеме. Ќе дојдеме да ви помогнеме. Да дојдете, добре дојдете. Јас ќе дојдам секако. Велиш дека многу е важно ова се здрави навики кои што се втемелуваат уште од најраната возраст. Свесни сме, јасно ни е колку ние како родители треба да го дадеме примерот, но нешто друго е својствено за тебе, а тоа е дисциплината. Кај возрастните успеваш да ја воспоставиш дисциплината, но како ќе биде сега кога се децата во прашање? Колку е важно сега да се втемелат тие некои правила на однесување, па и кога се во група, да не биде како што вели Бранко истурени џамли, туку правила на игра кои сега се втемелуваат, а веќе нема да имате проблем кога ќе дојдат. Збориме за моите или деца општо? Па општо за децата. Еви за тие кои што ќе дојдат, мора да има правила таму на однесување, мора да има многу дисциплина. Често се покажува кога децата доаѓаат во туја средина и кога ништо ги интересира, сега секогаш ќе има и секогаш имало дечиња што имаат помала концентрација, што не ги интересира, па можеш ние ќе имаме човек што ќе биде посебно тренер одговорен за тоа, за да им објасни, да ги насочи, па макар да треба и со него паралелно да ги работи работите, зашто најлесно е да го тргнеме од групата. Потешко е да работиме и да пробаме да го инволвираме во некоја полесен полигон, станица, каде што ќе може да се чувствува, затоа што сепак ќе дојдат различни деца, ќе има нешто исто да прават, па не се сите исто да прават, за да не се ствараат од една страна и фрустрации. Точно е дека дисциплината е помала, ама пак ќе напоменам дека кога доаѓаме во туѓа средина, секогаш нешто има, како бе не ме слуша, тука се слуша, нели, они сакаат, почитуваат и ставот наш како ние ќе се поставиме, тоа е секогаш тимска работа на родителот, комплексна, се сложувам, ама на крајот сме дојдени за забава, нема надпревар, нема да има правила, него чисто ќе биде од забавен и активен аспект да се потроши саат, два малку на поинаков начин, каде што ќе бидат физички активни, макар да биде тоа 10 пати да се уништат станиците, да се наместат, затоа што нема да биде од надпреварувачки карактер. А исхраната кога е во прашање? За дисциплина, за исхраната, знаете, и секогаш кога збориме за нешто кога треба да го вметнеме кај децата, се збори со преголема строгост и секогаш се зборува за тоа што не смее да се прави и тука обратен ефект се прави секогаш. Јас не сум психолог, нели да не сум стручна во сето тоа, но применувањето и правењето на работи, јас е одличен аспект, ако кажам, не ми било воопшто тешко затоа што они што јадеме ние, што правиме ние, они гледаат и прават. Јас никогаш не сум рекла, јас ќе јадам пица, ти јади брокула. Јас никогаш не сум рекла, јас ќе си седам тука со кафето и цигарата, ти вози велосипед. И не сакам да возам, па нормално е дека нема да сакаш да возиш и нормално е дека нема да сакаш да јадеш брокулата. Пример сме
И пак има нормално дека нема да сакаат, па низ годините се менува тоа, од 1 до 2 си направил нешто, од 2 до 3, тоа се различни скокови во развојот, каде што не се може да се примени, меѓутоа не треба да се откажуваме, не треба на тоа да гледаме не сака како црно и бело, него едноставно е наша работа. Цел живот, односно еве во првите години да речеме, едноставно константна работа од која што кога денеска не сме успели, јас не сакам да се откажам, тоа си го гледам како некое вложување и на крајот после години се гледа трудот кој што ќе се направи. Во овој контекст, дали треба на децата да им дозволиме да расудуваат, да одлучуваат за себе, од искуствено прашано, на која возраст и во која мера? Да, сега прашавте еден малце построг и дисциплиниран човек, пак ќе кажам, јас не сум стручна водно за другите деца, меѓутоа од моето искуство си ги знаеме дома границите. И јас, например, и сопругот не дозволуваме да се исполнуваат сите желби или дека тоа дете на 3 години е свесно, буквално свесно дека знае што да прави, сега дека треба тие работи да се направат. Можда и нашето, јас не знам, јас сум растана во село, од земјоделска фамилија и на многу начини ги имам доживеано моите работи во животот. Така да многу помалку сега работи ми се тешки кога ќе ме прашаат нешто, затоа што на многу мали години сум работела и сум помагала на таткови и на мајка ми дома. И тоа ме направило, сметам, за себе ме направило многу појака и подисциплинирана личност и сето тоа сакам да го пренесам. И мора да си има граници, јас сакам да имаме стравопочит, не е дека се тоа со забранување и со казнување, но мора да се знае хиерархиски каде на кого му е делот во семејството. Со оглед на тоа дека вие работите веќе долги години заедно со сопругот, имате веќе две студија кои што работите вежби и работите во група и работите индивидуално. Дел од тие вежби кои што ги работите, кои што навистина се многу интересни, прво вака и да се видат, не делуваат многу тешко, иако можеби се тешки, така? Имаме тегови, немаме тегови. Но прашањето ми е дали дел од тие вежби ќе бидат вежбите кои што ќе бидат презентирани на деца? Не, многу малку. Не, значи тоа што го правиме во сала е едно, тоа што и нашите дечиња кога ќе дојдат, не само моите, и децата на нашите вежбачи што ќе дојдат што го прават во сала е истото, зашто ни тоа го гледаат и тоа сакаат. Јас го забележала тоа, да не можам да им се посветам дополнително, ќе ми треба во секој час друг човек за да им направиме нешто, него ние имаме мали реквизити, компактни за нив, во тежина, во пластика или слично, и они ги повторуваат тие вежби. Тоа е само затоа што го гледаат тоа што го правиме и они тоа го прават. Сега станува збор за сосема друг детски настан што ние воопшто не ни правиме во сала, што ќе се биде соодветен за возраста. И нема да биде ништо тоа што јас го работам и го работиме секојдневно. Дали ќе има враќање на некои игри од детството? Па сакаме да вратиме нешто. Ние сме уште во сега го разработуваме целосно како план, меѓутоа да, сакаме да вратиме и игри, еве на пример како и да скокаме на вреќа и да се влечеме и да ги врзуваме за две нозе заедно да одат, да биде од забавен карактер и пак ќе кажам и тука може ќе добијаме и на дисциплина повеќе, кога во нешто ќе ги заинтересираш да им биде интересно. Да не посакаме и ние да се вклучиме само. А чекај, да ни помогнеш нам малку, возрастните почнаа постите кажувај што да јадеме, брзо. Да запишуваме. Да. Значи постите се ова на Бранко обратимо се. Ако не за сите, нема збор. Нас цело време истото ни го пишуваат, со работата со време на постите кога се поврзува со исхрана, секогаш е проблемот на внесот на протеин, кој што не можеме да го внесеме од животинско потекло, кој што е многу важен за нашата исхрана за да еден оброк биде избалансиран, и од друга страна како го намалуваме него, па ја качуваме вредност, односно концентрацијата на јаглехидратите во оброкот. Па тука станува збор за покачување на инсулин и слично, и сега тука ние треба да направиме некој баланс. Сега, како да го внесам првото прашање, секогаш не да не јадам толку леп и да не јадам многу јаглехидрати, а друго да направиме, да најдеме оброци, односно да најдеме намирници кои што ќе ги внесеме протеинот од растително потекло. И сега тука се леќата кои што има во 100 грама, некои 26. И таа е прекрасна намирница која што може да се внесе и да се внесат протеините преку исхраната, грашокот, гравот, наут сега хумусот кои што се, доста актуелни. Хумус без масло.
Без може без масло. Нас ни треба наутот како продукт кој што е добар извор на протеин. Од друга страна, тука е киноата, без разлика што е житарка и јаглехидрат, она ги има изворе на сите есенцијални, се вика аминокиселини кои што го градат протеинот. Например, таа е добра да се јаде како извор. Тофу, сејтан, за тие што се вегани, им се добро познати пченични и сојини производи кои што истото ќе го заменат месото. И од друга страна, тие да ги има многу почесто во оброците и да се намали концентрацијата на сложениот јаглехидрат, да не е целата порција само ориз, да не е само леп да се јаде, не да не се јаде, него да внимаваме на количината за да не правиме обратен ефект. Ке затвориме? Запиша? Јас мислев дека нешто ќе Синеджи, нешто ќе каже. И после на Ти благодариме секогаш. Компјутерот ќе се Навистина запишеме. пријатен разговор. Се надевам дека следен пат имаме многу голем простор, како што можеш да забележиш. Па следен пат додека зборуваше, добив една идеја да ни дојдете со дел од вежбачите. Може да изведеме. Може да направиме. Видиме сите спортски облечени, цела студија. Јас ќе дојдам, па што да не. Може да направиме еден После постот ќе дојде. тренинг. На столче тренинг Што е. после пост? Па после постот ќе се покаже сега. Челендж еден има за слободни фрлања, еден има за возење велосипеде, кој ќе изгуби во сите сфери кој ќе го гледа. Питам дали ќе проба. А да знаеш дека ние жените, ако нешто сакаме, не губиме.